Почитувани, катастрофалните политики на владата на СДСМ народот ги гледа на секој чекор. СДСМ единствено што ја користи власта е за личен профит и за вршење на рекет. Ниту еден од проектите започнати од претходната влада на ВМРО ДПМН не можат да го реализираат до крај, а не пак да започнат некој нивни проект за доброто на граѓаните. Денес се наоѓаме на патот Градско Прилеп, кој што минува низ територијата на општина Кавадарци и општина Росоман, кој што е еден од најфреквентните патишта во државата, а воедно и еден од најризичните, со најмногу сообраќајни незгоди, најчесто и со човечки жртви. Според договорот за изградба, овој пат требаше да биде во функција најдоцна до почетокот на оваа година. Меѓутоа, со оваа влада и со оваа динамика на изведба, овој пат прашање е дали ќе се заврши и по 10 години. На лице место можеме да забележиме дека откако СДСМ е на власт овие 3 години, не само што новиот пат не се гради, туку и стариот пат низ кој што се движат возилата е во катастрофална состојба, премногу е оштетен и е ризичен за сообраќај. Не знаеме министерот за транспорт и врски Сугаревски, кој што е од Прилеп, по кој пат патува за Скопје. Меѓутоа, нашиот сограѓанин и пратеник Бетијан Китев требаше во изминатите 3 години, откако неговата партија е на власт, да се ангажира и да го стави како приоритетен интерес изведбата на овој регионален пат, кој што секојдневно го користат стотици и стотици жители на Кавадарци. Очигледно дека најголем успех на пратеникот Китев, кој што го направи за кавадарчани, е што гласаше да се промени името на државата и без грам совест исто така гласаше за договорот со Бугарија, со кој што наваташани и кавадарчани им го заби ножот во срцето. Капитални проекти и инвестиции од оваа влада и од овие пратеници на СДСМ ниту имаме, ниту можеме да очекуваме во иднина. Се што ветија за се излагаа. Граѓаните на Кавадарци поминале низ многу лаги на СДСМ, па ќе ги истрпат и овие. За помалку од 3 месеци, оваа корумпирана и рекетарска влада заминува на темната страна на историјата. А на 12 април е крајот на СДСМ и почетокот на обновата на Македонија, која ќе ја предводи идната влада на ВМРО ДПМН.